На ово место исто така потпишавме договор со кој што се обврзавме да соработуваме и што е можно поскоро да објавиме еден ваков јавен повик. Една недела подоцна си останавме на зборот со заеднички напор, благодарности и до тимовите од UNDP, меѓутоа и до тимот на професионалци од фондот, кои што во рекордно краток рок успеа да подготват со сите елементи еден јавен повик кој што го објавуваме денеска, го оставаме отворен до 15 октомври и наша цел, наша надеж е, како што спомени Нарина, некаде до крајот на, не некаде, него прецизен ќе видам, до крајот на тековната година, веќе да имаме не само изготвени, туку имплементирани решенија во 5 општини кои што беа храбри да бидат односно да се согласат да бидат пилот за спроведување на овие 4 услуги. Зашто е важен повикот? Сите зборуваме за дигитализација, ова е еден конкретен чекор во таа насока. Фондот за инновација и технолошки развој минатата година пилотираше еден јавен повик за дигитализација во јавниот сектор. Одевме со институција на централно ниво, Министерството за транспорт и врски, кој што деновиве веќе работи на практично поставување и вклучување во користење на еден нов софтвер за автоматско процесирање на барањата за издавање на транспортни дозволи, кој што е доста комплицирана материја. Успеавме повторно тамо за некој помалку од година дена да од јавен повик се изработи целосно решение, кое што го изработуваше патен речено домашна компанија, значи домашна IT компанија, и да се спроведе во еден систем кој што ќе значи реално влез во 21. век, не само на таа институција, туку и на еден цел сектор на транспорт, еден цел транспортен сектор во нашата земја. Важно е нормално побрз пристап до услугите, тоа е број 1, секако подобар квалитет на услугите, тоа и го очекуваме. И тоа има еден друг аспект кој што Нарина веројатно намерно го изостави за да можам јас да го споменам и да поентирам, а тоа е дигитализацијата во јавниот сектор. Без разлика дали на централно или на локално ниво, треба да придонесе и за намалување на нешто, односно прво, за зголемување на транспарентноста во работењето, што е многу важно, а заедно со транспарентноста работењето секако и намалување на корупција. Без разлика дали станува збор за ситна секојдневна или станува збор за корупција на повисоко ниво, меѓутоа дигитализацијата е една од алатките со кое што работиме на засилување на транспарентност и отворањето на јавниот сектор. Благодарно секако ќе споменам исто така, иако тоа мислам дека е наведено во самата презентација, значи UNDP во целост ги обезбедува средствата за реализација на овој јавен повик, значи $75,000, ако не се лажам, долари беа. Во целост UNDP ги доверува на фондот, за фондот преку процедурите за кои што заеднички се договоривме, со капацитетите кои што ги имаме, ги спроведе преку еден јавен повик кој што ќе биде отворен пред се за домашните микро, мали и средни, односно мислам дека го тргнавме за вкупно за домашниот IT сектор, така што очекуваме решенијата да дојдат од домашните IT компании, уште една можност приватниот сектор да даде придонес за не само поголема ефикасност на јавниот сектор, туку и поголема транспарентност во работењето и со тоа и помала корупција. Кратко, во однос на самиот јавен повик, кој што, како што споменав, го отвараме денеска, стои отворен до 15 октомври. Ова треба вака да правам, така? Да. Значи, како што споменавме, за брзана дигитализација на услугите на локалната самоуправа преку развој на дигитални алатки. Рековме побрзи и поквалитетни услуги за граѓаните, олеснување и почитување на мерките за превенција на вирусот, секако е додадена вредност на процесот на дигитализација кој што произлегува од актуелната криза. Се надеваме дека нема уште долго да биде една од целите кои што ќе споменуваме и потреба. Секако забрзување на економското оправување од последиците предизвикани од пандемијата, бидејќи кажав, овие $75,000 очекуваме дека ќе завршат во една или неколку, зависно од понудените решенија, домашни компании, на кои што ќе бидат ангажирани домашни ресурси. Како што споменав, овој процес треба да донесе поголема транспарентност во работењето, а со тоа намалување на ризиците од нерегуларности и корупција во давањето на јавните услуги. Центар Жупа, Боговиње, Свети Николе, Прилеп и Куманово. 5 општини каде што овие јавни услуги треба да бидат имплементирани, тоа значи да бидат оперативни до крајот на годината. Она што исто така многу важно, поучени од претходниот модел што го развивавме во програмата Пристап со Министерството за транспорт и врски, што го споменав,
Значи решенијата ќе бидат целосно достапни за сите останати единици на локална самоуправа. Тоа значи дека еднаш од кога ќе се развијат, компанијата или компаниите што ќе ги развијат, ќе останат достапни за бесплатно имплементирање во било кој од останатите општини кои што ќе изразат подготвеност и желба. Затоа нормално ќе ги охрабриме да ги имплементираат. Она што им останува можност на компаниите за да остваруваат дополнителен приход, тоа што е нормални наши интерес, би се станува збор за домашни компании, можноста за продажба, односно спроведување на решението надвор од границите на Република Северна Македонија, ќе им остане како можност на самите компании, како што кажав, да може да остваруваат дополнителен приход од тука. Меѓутоа, повторувам, за сите единици на локална самоуправа од државата, овие 5 решенија ќе бидат бесплатни за превземање за спроведување. Во делот на решенијата, воспоставување на електронски систем за наплата на давачки кон општината. Велим електронска најава, информација за различни видови на даноци и парафискални давачки, во најголем дел секако даноци на имот, и долгови и можност на граѓаните исти да ги платат електронски во било кое време од било која локација. Значи сите оние гужви што ги гледаме пред канцелариите, особено локалните даночни канцеларии, најсвеж пример ни е гужвите што беа пред неколку недели пред даночните канцеларии во град Скопје, би требало да бидат минати. Тоа секако подразбира не само ефикасни електронски решенија, туку и дополнителна едукација на самите граѓани, на која што се надевам ќе биде една од темите со која што ќе соработуваме и со UNDP. Воспоставување на систем за електронско плаќање на сметки кон јавните предпријатија. Че ова не е ново, дел од јавните предпријатија, особено во градот Скопје, веќе го имаат ова како можност. Меѓутоа, целта е да доведеме до систем кој што ќе биде лесно применлив во сите останати општини и повторно, нели, еден аспект е развивање на квалитетна, едноставна апликација за користење, вториот аспект е повторно зборуваме презентација и едукација на граѓаните за нејзино користење, што повторно кажувам ќе биде едно од предизвиците на кои што ќе работиме во периодот што следи. Две дополнителни решенија кои што повеќе одат во делот на отворање на единиците на локална самоуправа кон граѓаните, ќе велиме електронски систем за волонтери кој што ќе овозможи поголемо вклучување на граѓаните, станува збор пред се за млади луѓе во работата на самите општини, и онлайн платформа за општински форум. Ова е една постојна иницијатива која што овозможува вклучување на локалните заедници во креирање на локалните политики. Веќе со Министерството за финансии зборуваме и за креирање на платформа, веројатно истата алатка ќе може да се користи за тој процес за граѓанско партиципирање во креирање на буџетите на локалните самоуправи, така што имаме повеќе иницијативи кои што веројатно ќе може да се слеат преку една алатка, односно преку оваа онлайн платформа за општински форум. Што очекуваме од понудувачите? Односно каков тип на активности треба да развија до рамки на самите проекти. Ќе зборуваме развој на решенијата и активности за тестирање, анализа на самата регулатива, комуникација со потенцијалните учесници, набавка или изработка на специфична опрема и ИКТ алатки, обука на вработените и функционалност на самото решение. Споменав. Од делот на отвореноста, односно подобноста за аплицирање, не би влегол во сите елементи. Клучно е дека нормално зборуваме за домашни компании, немаме ограничување за аспект на големината, значи отворена од микро до големи. Очекуваме секако интерес од страна како и за сите останати повици на фондот од страна на домашните компании, и секако очекуваме домашниот IT сектор да даде најголем придонес во реализација на оваа активност. Со самото објавување на јавниот повик денеска, како и секогаш, објавуваме и евалуацијски грид, односно секој од понудувачите однапред ќе знаат по кој систем ќе оценуваме, така што доколку се објективни ќе можат самите уште веднаш да си направат проценка на она што се нуди. Критериумите се технолошки напредок и степен на дигитализација, квалитет на проектниот тим, квалитет на проектот и влијание. Вели предност во оценувањето ќе имаат апликантите дека ќе покажа дека имаат искуство во имплементација на исти или слични проекти, односно развивање на дигитални решенија поврзани со онлайн плаќање, што не верувам дека ќе бидат било каков предизвик за добар дел од IT секторот во државата. $75,000 средства што ги обезбедува UNDP,
кои што деновиве веќе ќе бидат и на сметката на фондот. 100% финансирање, значи не очекуваме апсолутно никаков придонес од самите компании. Начинот на исплата го споменавме тука, не знам колку е релевантен, 50% при подпис на договор, 50% по успешна имплементација на решението, со тоа што тука ќе напоменам дека, имајќи предвид дека ниту фондот, ниту UNDP се институции, односно организации кои што имаат познавање или надлежност во делот на IT решенијата, како и секогаш ќе се потпреме на капацитетите на надворешен партнер, во овој случај на Финки, кој што ќе биде надзор во спроведување на самиот проект. Тоа значи дека овие вторите 50% од исплатата компаниите ќе ги добијат тогаш не само кога ќе провериме дали средствата се реализирани наменски, туку и кога ќе добиеме извештај од самиот надзор, односно во овој случај од Финки, дека решението е целосно функционално. Спомена веќе дека повикот трае до 15:10, 14 часот, и очекуваме решенијата да бидат развиени во период од 30 дена, така што нашата цел е некаде првата недела од ноември да можеме да подпишеме договори, да оставиме простор до првата недела од декември овие решенија да бидат развиени и имплементирани, така што до крајот на годината целта не да имаме фактички завршени проекти. Имаме една напомена, ги видовте општините секако се со различно ниво и капацитет на развиеност на IT инфраструктурата. Обврската за компаниите ќе биде да ги имплементираат решенијата веднаш онаму, односно во оние општини каде што имаме техничка можност за такво нешто, онаму каде што нема, ќе им дадеме простор на општините да обезбедат техничка можност пред решението да биде имплементирано. Зборувам за овие 5 општини кои што се споменати тука. И отприлика тоа е тоа. Повторно ќе апелирам до сите, значи домашни компании, ова е навистина одлична можност, по не знам кој пат, кое што фондот и UNDP отварат за домашните компании, тоа е целосно да се вклучат во креирање на нови квалитети и капацитети на јавниот сектор, бидејќи на крајот на денот сите овие услуги не се наменети за општините, туку се наменети повторно за граѓаните и за самите компании. Светот поминува низ една од најзначајните кризи во светот, која представува прекин во различни сфери од општеството, во начинот на кој живееме, во начинот на кој работиме, како и во доставувањето на јавните услуги. Развојните предизвици постоја и пред пандемијата, но секако пандемијата ги влоши работите и сега повеќе не можеме да зависиме на стариот начин на работа и решавање на овие предизвици, туку мора да инвестираме повеќе во иновации, во некој вид на акселератори со кои ќе можеме да изнајдеме нови решенија за предизвици. Глобално UNDP го поддржува рапидната иновација и дигитализација на земјите, особено на јавниот сектор, со цел враќање на нормала, но тоа не е она стара нормала која ја знаеме, туку сакаме да поставиме системи кои ќе бидат поотпорни и подржливи од претходните. Со овој јавен повик сакаме да искористиме иновацијската моќ на приватниот сектор за да создадеме нови дигитални алатки за јавното владење и доставувањето на јавните услуги на локално ниво, со тоа што не само ќе се овозможи ефикасно продолжување на работата на општините, туку исто така ќе се направат јавните услуги подостапни за граѓаните и поотпорни. Задоволство ми е што денес се со нас нашите партнери од Министерството за локална самоуправа, како и од 5 општини каде што ќе се пилотираат овие дигитални решенија. Директорот на фондот понатаму ќе го презентира повикот и ќе зборува повеќе за можните решенија, затоа ќе наведам само неколку. Бараме решенија кои ќе бидат во области на електронското плаќање на даноци, електронското пристапување на јавни сервиси, како и различни онлайн платформи за волонтирање и форуми. За крај би сакала многу да се заблагодарам на нашите партнери од Фондот за иновации. Ние често размислуваме на истиот начин и градиме на нашите претходни успеси, што се надевам ќе биде случај и овој пат. Затоа би сакала сите да ве повикам да ни помогнете да ја прошириме веста за овој јавен повик. И се надевам дека за неколку месеци од сега ќе се видиме повторно за да презентираме одлични резултати.